Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Еве ни повторно заедно, уживо од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. После пауза од неколку денови и седмици, повторно сме заедно, ке другаруваме во наредните денови, секој утро во нашата утринска програма од понеделник до петок. Поздрав до сите вас кои може би во текот на минатите денови се вклучивте и ја следевте нашата емисија. Денеска е вторник, 5 април 2022 година, 95 ден во годината. На почетокот да ги проследиме нашите сервисни информации и да видиме какво е времето во Македонија, во Кавадарци и во останатите градови во Македонија. Според прогнозата, денеска времето ќе биде променливо, облачно, предпладне во јужните делови ќе има локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Што се однесува до температурите, денеска тие се пониски, од -7 во западните делови до 8 степени ќе биде температурата, во Скопската котлина од 6 до 15 степени, во Комановскиот регион од 2 до 12, во Беровскиот од 2 до 11, Гевгелискиот регион од 7 до 17, во Теквишијата од 5 до 15, Пелагонискиот регион од 4 степени до 13 и во Охридскиот регион од 3 до 13 степени. Утрово во Кавадарци 8 на облачен ден, облачно утро со слаби врнежи, значи свежо е, некаде 6 до 7 степени, а ќе се искачи температурата до 15 степени. Што се однесува до утрешната прогноза, таа гласи дека ќе имаме сончево со мала до умерена облачност и потопло. Ќе дува слаб до умерен, а наместо вдолж поврдарието повремено засилен ветер од јужен правец. Во текот на ноќта во северозападните делови ќе има локален дожд, така да, еве, утре температурата ќе биде нешто подобра, повисока, некаде до 22 степени во крајните јужни делови. Веќе навлеговме во пролета, почитувани гледачи. Марта беше променлива како месец, имаше повеќе студени денови отколку топли, но еве се надеме дека конечно во април ќе се стоплиме. Прогнозата вели дека во наредните денови ќе имаме до 25 степени во наредните денови, но ќе ве известуваме секој ден редовно и ќе видиме како ќе се движат температурите. Што се однесува до Автомото Сојузот и состојбата на патиштата, тие не известува дека имаме некои работи, например Виадукт Трейд известува дека почнувајќи од вторник 5 април, тоа е денеска, ќе започнат градижни активности на санација на свлечиште кај селото Глобочице и кај селото Луково, некаде на патот Струга-Дебар, значи ќе има градежни активности. Градежните активности ги изведува Друштвото за градежништво Пелагонија од Гостивар. Што се однесува до состојбата на останатите патишта во Македонија, се одвива во претежно влажни коловози и се препорачува внимателно возење. Што се однесува до граничните премини, од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Се препорачува внимателно возење по клисурите, делниците Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга Виница, Берово и Кочани Делчево. Се уште од дроните кои се
slučaja pred nekoliko mjeseci, može da kažem, ne se otkloniti na автопат од А2 Свети Николе Миладиновци. Вие кои возите по тој регион, по тој пат, бидете внимателни, почитувани гледачи и слушатели. Патниот правец Охрид-Ресен преко Националниот парк Галичица се уште е затворен за сообраќај за сите видови на возила од Охридска страна. Сообраќајот се одвива до местноста Корита. Ето тоа беа тие неколку сервисни информации. Сега ќе проследиме рубриката што се случило на денешен ден, 5. април. Има многу настани во светот кои се случиле. Јас еве ќе издвоим само неколку за вас, почитувани гледачи. 1242 година во битката на замрзнатото чудо од езеро, русите под команда на принцот Александар Невски ги поразиле германските и холандските витези, спречувајќи ги да ги окупираат северозападните региони на Русија. Гледате, којата година, 1242 се воделе и тогаш битки, односно војни. 1794 година францускиот револуционер Дантон, водач на радикална група противници на монархијата во француската револуција, е гилотиран, значи убиен. Тој се спротиставил на тој револуционарен терор, што довело до конфликт со јакобинскиот водач Робеспиер, кој го обвинил за предавство и го испратил на гилотина. Има многу, како што спомнав, почитувани гледачи, настани кои се случили на денешен ден, но еве да одберам некои кои може би се поинтересни. 1896 година Олимписките игри во модерната ера беа отворени на Олимпискиот стадион во Атина. Олимпијадата траела 10 дена. Учествувале 484 надпревари само мажи. Интересно, жените не учествувале тогаш. Жените почнале да учествуваат во Олимписките игри во 1900 година. Од 1924 година воведени се зимските Олимписки игри. Организаторот на игрите и прв председател на Меѓународниот олимписки комитет бил французинот Пиер де Кубертен. 1902 година на стадионот Иброкс парк во Глазгов 20 лица загинале, а најмалку 200 биле повредени кога се срушила трибината за време на шкотско-англискиот фудбалски надпревар. Тоа било навистина голема трагедија. 20 луѓе загинале, а преку 200 биле повредени. 1908 година роден е австрискиот диригент Херберт фон Карајан, еден од најголемите диригенти на 20. век. Бил диригент на Берлинската филхармонија и Виенската државна опера. 1945 година југославенскиот премиер Јосип Броз Тито потпишал договор во Москва за пријателство и взаемна помош и повојна соработка помеѓу поранешниот СССР и Југославија. Добро, еве уште една новост, односно настан. 1999 година центарот на Алексинац во соседна Србија бил погоден од воздушните напади на НАТО врз СР Југославија, каде што загинале 17 цивили. Интересно, немаме овде некој настан во Македонија, што се случило во минатото, иако имале, меѓутоа ете не се запишен. Еве уште еден на крајот. 2017 година германската влада одобрила закон што предвидува казна до 50 милиони евра за социјалните мрежи кои имаат содржина на омраза и лажни информации на своите страници. Гледате, вистината секогаш е потребна, меѓутоа некои влади, како што овде германската, морал да донесе закон за да се спречат тие лажни информации или дезинформации кои се пласираат по социјалните мрежи. Затоа треба да бидеме внимателни, почитувани гледачи,
koga čitame nešto, koga čitame, da li je to vjerodostojno ili pak nekoj se krije pozadí toho i saka da vnese meteš među lugeto. Evo, počtovani gledači, to bija današnjite servisni informacije, samo da spomnam, za vozduho dvoka vadarci, deka je delomno zagadeno vutru. Tako da ako izliguvate, budete vnimatilni, znači mora da se čuvame, što vdišuvame, ete, bidejki utrovo je seušte studeno i sveže, luge to ložat doma i drva i koji zna što ložat, no spored mjernata stanica, voka vadarci vozduhote delomno zagaden. Eve, odeme sega su pesna, a potom se vratime povtorno uživo vo našta programa. Getsimania, son zero nel o Getsimania, Isus oitito, o Getsimania, son zero nel o Getsimania. Isus moj i tvoj. Getsimania, son zero nel o Getsimania, Isus oitito, o Getsimania, son zero nel o Getsimania. Isus oitito.
Evo nepovtorno živo v našата емисија, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма, која емитуваме секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ова емисија се снима, така да ќе може да ја гледате и во другите делови од денот и утре и задутре. Може да ја препорачате на вашите пријатели, на вашите соседи и тие да се вклучат и да следат нашата програма, односно нашиот канал Радио Глас на надежта на YouTube. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка порака, односно краток пример. Ово утро ќе зборуваме малку за пријателството. Еве неколку капки на мудроста во насока на таа тема. Има пријатели кои водат во пропаст, а има и пријател поприврзан од брат. Навистина, тоа го кажува најмудриот човек кој живеел на оваа земја, тоа е Соломон. Лажливиот сведок пропаѓа, а човек кој слуша ќе говори секогаш вистина. Која штеди прачката, го мрази својот син, а кој го љуби, го казнува на време. Секако не треба да ги тепаме нашите деца со прачки, меѓутоа Соломон зборува во еден символичен начин, односно ја зима прачката како символ за дисциплина. Секако ние треба со убави зборови да им кажеме на нашите деца како тоа треба да биде и како треба да работат и да живеат. Каде нема раководство, народот пропаѓа. А при многу советници тој се избавува. Одвој време за Бога, бидејќи тој цел ден се грижи за тебе. Колку ние понекогаш сме шкрти, односно скржави, немаме време да му кажеме на Бога фала ти Боже. А тој постојано се грижи и ден и ноќе за нас. Ајде да одвоиме секој ден по неколку минути да разговараме со Бога и да му кажеме Боже, ти благодарам за ноќта која помина, за денот кој помина. Ти благодарам за храната, за лебот, за водата, пред се за здравјето. Затоа, почитувани гледачи, да се навикнеме да одвојуваме време за Бога, зашто тој постојано се грижи за нас. Да не се блиските пријатели, како ќе знаеме кои не се далечни. И зато Соломон вели, има пријатели кои водат во пропаст, но има и пријатели кои се преврзани и поблиски дури од брат. Некои луѓе имаат име, а некои немаат ниту презиме. Не знам во која категорија ние припаѓаме, но овие се капки на мудроста, некој ги доживел овие настани и ги запишал, ги преточил во зборови. Некои луѓе имаат име, а некои немаат ниту презиме. Еве, ќе прочитам еден текст од Пословици од Библијата, секако 18 глава, 24 стих. Има пријатели кои водат во пропаст, а има пријатели кои се попреврзани од брат. Тоа е истиот стих, односно истата мисла која прочитавме пред малце во Капки на мудроста. Колку е убаво да имаш добар пријател во твојот живот. Ова навистина не може да се опише со зборови. Колку е убаво да имаш некој што те разбира, некој со кој можеш да ги споделиш грижите, товарите на животот и да ја споделиш својата радост. Покрај зборот љубов, зборот пријател е најбараниот збор денес. Поради напорниот распоред денес многу се оттугивме еден од друг и немаме време да ги одржуваме стекнатите пријателства или да создадеме нови. Тоа е уште една причина зошто денес сме толку желни за вистинско пријателство. Еве неколку размислувања на мудрите луѓе за пријателството. Еве што кажал Аристотел. Пријателството е една душа во две тела. Сенека. Пријателите ја проверуваат среќата и проблемите. Сенека, повторно тој. Пријател само лае и јавно го фали. Арапска поговорка. Подобро е да му простиш на пријателот, отколку да го изгубиш. Симонит. Оној кој искрено се грижи за пријателството, не бара да стекне пријател, туку да стане пријател.
Afrikanska pogovorka. Grubite šali na prijateljite se isto što i predavstvo to. Ne smeme da se šalime, znači da gi smejuvame našte prijatelji. Ako sme doživeli deka našte zemni prijatelji ne izneveruvat ili razočaruvat, da ne zaboravime deka go imame Isus Hristos koji je naš najveren prijatelj. Ima, nažalost, prijatelji koji te tretirat kako rezervna guma. Znači, koga im se potreben, ke si javat, ke te prašat, a koga može bi se im odi dobro, ne obraćat vнимание na svoje te prijatelji. No koga se najedvo neko ne volja, ete togaš ke te povejkat, ke ti pišat, ke te prašat i taka natamo. No oni ovdje zborome za one vistinske te prijatelji i vo dobro i vo zlo. I koga si na vrvo i koga si dole na dno, to tije se pokraj tebe i sekoš podgotveni da ti pomogne so zbor, da te soslušat, da te poučat, da te poduprat, da te potprat koga ke padneš i taka natamo. No, nije site sme luge, počtovani gledači. Site možda pogrešime, no ovdje, kako što pročitavme, imame jedan prijatelj koji nikogaš ne razočarova, koji nikogaš ne svrtuva grb i koga sme dobri i koga sme loši, i koga ke pogrešim i koga ke padnem i koga ke se lizneme, to je podgotven da je pruži svoja taraka i da ni pomogne. To je naš prijatelj i spasitelj Isus Hristos. To je sekogaš se griži za nas, gi znaje naše te teškoti i radosti, se griži za nas na sekoj čekor, na patot koga odime, koga se dvižime, to je pokraj nas. I toj ne saka postojeno, nikogaš ne razočarova. Navistina, ako se ušte neste go sretnale, pobarajte go vo vašte molitvi denes. I Hristos od ovaj moment ke stane vaš večen prijatelj. Može biste se razočarali vo čovek, zašto bi bil prijatelj, no toj se ocelil, zaminal vo drug grad, vo druga država, na drug kontinent, vaša komunikacija prekinala, ne može povijek se gledate, ne možete povijek da se slušate, da se srikavate i to jednostavno si našao svoje društvo, svoji drugi prijatelji i vas već zaboravil. I vi toga se čustvujete osameno, razočarano, jednostavno se povlikuvate vo sebe. Međutim, Isus Hristos, počtovani gledajući, postojno so nas. Kaj da zamineme? To i ne ostava. To je so nas 24 časa. Zato ajde od danes kada go povikame Isusa da bide naš najblizog prijatelj. Ako se ušte neste go sretnale, pobarajte go vo vašte molitvi deneska. I Hristos od ovaj moment ke stane vaš večen prijatelj. Vo Откровението, vo Библията, vo 3. glava, pišova tamo vo 20-21 stih, eve stojam na vratato vašto srce i tropam, čukam. Isus saka da vleze, da bide postojno so nas, da bide naš postojan prijatelj. Zato prijateljstvo to je mnogo važno. Nije kako luge treba da imamo prijatelji. Evo kako što čitavme Aristotel kažal, prijateljstvo to je jedna duša vo dve tela. Prijateljite ja provjeruvat srećata i problemit. Znači koje ne ideme na problemi, togaš se pokažuvat vistinski te prijatelji, da li ni bili prijatelji ili samo od korist. Ima prijatelji koji vodat vo propast sekako, ako te terat prijateljite da odeš da piješ, da kradeš, da se drogiraš, to ne ti se vistinski prijatelji, ti je te nosat na loš pad, no ima prijatelji koji se poprvrzani od brate. Eve, to beše kratka ta poraka i kratke te mudri izliki koji gi pročitavme za prijateljstvo to. Odeme povtorno so pesna i ki se vratime povtorno poslevo emisijata. Sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona.
ne zlo. Milo svo srca ta i bratska doveda, nekako prati tvoj trud. Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona. Dragi gledači, evo povtorno nazad vo živo, vo našta utrinska programa, koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petak v 8 časov i 30 minuti od Medija centra, od Glasna nadešta, od Kavadarci. Sledova rubrikata Utrinska poraka. Deneska, 5. april, imame porakata od poslanijeto do Rimjanite, 5. glava, 19. stih. Zašto kako što su neposlušnosta na jedan čovjek mnozina stana grešnici, tak i su poslušnosta na jedan mnozina ke stanat pravedni. Onoj kogo go slavilo celo to nebo, došao novoj svet, za vo čovečkata priroda da zastane na čelo na čovečki rod i da im posvjedoči napadnatite angeli i žitelji od bezgrešnite svetovi deka su Božeta pomoć koje mu je stavena na raspolaganje na svekoj čovjek može da pojde po patot kon poslušnost na Božete zapovedi. Ni to jedno bitije, pomalko sveto od jedinorodni od tatkov sin, ne moželo da se ponudi kako žrtva koja bi bila dovoljna da ga očisti site duri i oni najgrešnite i narisipanite, koji će go prifatat spasitelot kako svoje pomiruvanje i kim stanat poslušni na zakonite na neboto. Ništo pomalko to ne moželo da go vrati čovjek pod Božjata naklonost. Hristos go dal svoj život za da mu ovozmoži na čovjek od obnova vo Božjot lik. Tok mu silata na negovata blagodat gi zbližuva lugetovo poslušnost na vistinata. Bog saka nije da gi dostigneme standardite na sovršenstvo to što ni se ovozmoženi preko Hrista. To i ne povikova da go napravime vistinski od izbor, da se povrzeme so nebesnite sili i da gi prifatime principite koji će go obnovat vo nas Božjot lik. To i gi otkril životnite principi na njegovo to pišano slovo i vo golemata knjiga na prirodata. Naša doložnost je da se zdobijeme soznanje za site principi i vo poslušnost da sorobotuvame so nego vo obnovovanje to na zdravje to na telo to i dušata. Logi to treba da nauče deka vo svojeta polnota blagoslovite od poslušnosta može da bidat nivni samo dokoliko je primat Hristovata blagodat. Negovata blagodat je ta što na čovjekot mu dava sila da gi počitova Božite zakoni. Tamo возможува да ги скрши прангите на лошите навики. Тоа е единствената сила која може да го изведе човекот на вистинскиот пат и да го одржи во него. Во очистеното срце се менува. Божиот дух влева нов живот во душата, така што мислите и желбите се покоруваат на волјата Христова. Внатрешниот човек се обновува според Божиот лик. Слабите и заблудени луѓе му покажуваат на светот дека спасоносната моќ на благодата може да го преобрази карактерот полн со мани, така што тој се развива и донесува добар плод. Еве, тоа беше, почитувани гледачи, утинската порака која се засниваше на посланието до Римјаните, 5 глава, 19 стих, да ни даде сила за послушност. Бог е подготвен да ни даде сила преку Светиот Дух, сила за нашите секојдневни борби што ги имаме во нашиот живот.
ovde na početak prочитавме дека оној кој го славило целото небо, дошол на овој свет за во човечка природа да застане на чело на човечкиот род и да им посведочи на паднатите ангели и жители од безгрешните светови дека со Божја помош, кој му е ставен на располагање, на секој човек може да појде кон Бога и да го следи неговиот пат. На едно друго место пишува дека ангелите се понуделе да дојдат наместо Христа на оваа земја, тие да го дадат својот живот, да ја платат таа откупнина која требало да се плати за човекот да се откупи, да се избави и да се поврати повторно во прегратките на Бога. Меѓутоа, ангелите се создадени суштества, тие не биле достојни тоа да го направат. И затоа еден од тројството, Исус Христос, самиот се понудил да дојде на оваа земја, да земе човечко тело, човечки лик и да живе 33 години и на крајот знаеме, тој ја платил таа цена со својата крв. Денеска нам ни стои на располагање небото, почитувани гледачи. Божјата сила, тој е подготвен да даде сила да се бориме со нашите предизвици. Секако со сатаната не можеме ни да се бориме, но затоа ќе го повикаме Светиот Дух. Бог, тој ќе се спротистави на сите негови напади, секако ако ние тоа го побараме и ако го отвориме нашето срце на Господа. Почитувани пријатели, сите вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, за кој ми ќе ја видиме рекламата, но јас сакам да ви понудам Библија, Свето писмо, бесплатно, за сите вас кои сакате да поседувате и да имате Библија на македонски јазик, да ја читате, да ја проучувате и да ги откриете големите вистини на Светото писмо и големата вистина за Бога, еве на располагање ви нудиме Свето писмо, Библија на македонски јазик. Пишете на наш адрес, јавете се на нашиот телефон, а ние ќе ви испратиме по пошта. Одиме сега да ја видиме рекламата и потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Следува рубриката за библиските личности. Утре ќе зборуваме за една книга од Библијата по име Рута или книгата на Рута. Тоа е една мала книга која има само 4 глави, но многу е содржајна. Внатре постои еден навистина убав напис или опис на едно семејство. И сите вие кои не сте ја прочитале ова книга, еве јас ве замолувам или ви предлагам да ја прочитате. Таму постои една убава приказна која не инспирира сите нас како христијани и како верници, без разлика во која вера припаѓате, односно во која црква одите, почитувани гледачи. Значи, книгата на Рут е кратка приказна за една жена која не била еврејка, се омажила во еврејско семејство и станала предок на Давид, односно на Исуса Христа. Книгата на Рута е една од најкратките книги во Библијата и ја раскажува приказната во тие 4 поглавја. Незин главен лик е Моавката по име Рута, сна на една еврејска вдовица по име Наоми или Наоимина. Тоа е значи една блиска, една интимна приказна за еден несреќен случај. Навистина, кога ја читаме, нема да бидеме истите после таа приказна која ќе ја прочитаме. Приказната се раскажува на едно чудно место, прикинувајќи големата мета на историјата која е пронајдена околу значи тоа подручје каде што тие живееле.
Во оригиналната верзија на еврејската Библија, Тората приказата на Рута е дел од списите, значи заедно со хрониките на Езра и Неемија. Значи Рута е поделена, знаете, Стариот Завет е поделен на повеќе сегменти, така да имаме мали пророци, имаме петокнижје, имаме историја и така натаму, но тоа за нас не е многу важно. Во нашите Библии ќе најдете лесно книгата на Рута во Стариот Завет. Еве накратко да ви раскажам за што станува збор, почитувани гледачи. За време на еден глад кој се појавил во тоа подрече, еден човек по име Елимелех ја зел својата жена Наомина и нивните два сина Малон и Хилион или Хелеон. Источно од нивниот дом во Витлеем, значи во Јудеја, во земја наречена Моав. Отишле таму во таа Моавска земја да живеат, зашто во нивното подрече, во нивното место имало глад, не можеле да преживеат. По смртта на нивниот татко, синовите се ожениле со Моавките Орфа и Рут. Тие живееле заедно околу 10 години, додека не умреле Махлон и Хилон или Хелион. Умреле како татковци или како глави на семејствата многу млади, оставајќи својата мајка Ноемина да живе со своите снаи, како што ги спомнав, Орфа и Рута. Кога слушнале дека глад има во Јудеја, Ноемина одлучила да се врати дома. Значи во Јудеја имало глад, сега завршила гладта, Ноемина решила да се врати сега дома. И таа ги повикала своите снаи да се вратат со својата мајка во Моав. Но многумина не се согласиле. Орфа се придружила на желбата на низината свекрва и ја оставила. Значи Орфа се вратила тамо кај своите роднини пријатели, кај своето семејство, татко и мајка. Но Библијата вели дека Рута се држеше за Ноемин. Рута не сакала да се врати во својот роден крај, туку рекла со свекрвата: каде одиш ти, ке заминам и јас со тебе. Еве го текстот во Рута 1 глава 16 стих: каде одите вие и ќе одам и јас, каде што ќе поднесете, што ќе поднесеш ти, ќе поднесам и јас. Вашиот народ ќе биде мој народ, твојот Бог ќе биде и мојот Бог. Откако стигнале во Витлеем, значи сега, после 10 години, после повеќе од 10 години се враќаат назад, бидејќи тие потекнувале од Витлеем, се враќа Ноемина и Рута и едноставно се враќале повторно назад. Ги барат своите роднини пријатели и еден пријател по име Воз и понудил на Рута заштита и храна. Кога Рута прашала зошто им помага, затоа што ете Воз рекол: вие немате ништо, се враќате од тугина во родниот крај, јас ќе ви помогнам. И тука се развива таа сета историја за Рута и за Ноемина. И навистина овде имаме прекрасно пријателство кое можеме да го видиме во таа свекрва со својата сна. Книгата на Рута е навистина висока драма која добро би играла во еврејската устна традиција. Верното семејство е управувано, иако имало глад, сепак тие му останале верни на Господа. Еве името Малон значи болест, а Хилион или Хелион значи трошење, секако на еврејски. Како и да е, тие двајца браќа релативно млади починале, но лојалноста што Рута ја покажала кон Ноемина е богато наградена, како што и низината верба за еден вистински Бог на низината свекрва. Интересно, таа била Моавка, не била еврејка, но ја прифатила верата на израелците. Интересно, подосна Бог ги благослова и тие ќе бидат таа лоза од каде ќе се роди Давид, а подоцна и Исус Христос секако преку неговата мајка, земна мајка Марија. Која е пораката за нас христијаните, почитувани гледачи, кога ја читаме книгата на Рута? За христијаните, книгата на Рута е рано ехо на божественоста на Исус Христос. Поврзувањето на Исус со Давидовиот дом во крајна линија со Рута му дала, значи, импулс, може да кажеме дека
на таквите евреи, на тогашните евреи и на денешните християни дека ние сме меѓу себе браќа. Давид бил најголемиот израелски херој. Може да кажеме, луѓето го обожавале и за негово време и подосна за време на неговиот син Соломон, евреите или израелците живеле најмирно и најбогато. Но како е да е, денеска ние може да имаме чврста доверба во Господа. Господ никош нема да не заборави. Без разлика Ноемина низ какви проблеми поминала. Значи и починува сопругот, децата, останува само во тугина со двете снаи. Едната се вратила, Орфа, кај своите роднини повторно назад, но Рута останала верна до крајот на својот живот. И затоа, да ја прочитаме и денес, како имате време, почитувани пријатели, драги гледачи, книгата на Рута. Лесно се наоѓа во Стариот Завет, значи после книгата на Судиите, ја листате Библијата, ќе наидете на книгата Рута, ќе ја прочитате во еден здив, има само 4 глави, но многу е силна, со јака порака за сите нас денеска. Тоа беше пораката за библиските личности, односно денеска зборувавме за книгата Рута. Одиме сега со уште една песна и потоа ќе одиме на следните рубрики кои ги предвидовме за нашата денешна утринска програма. Ти служам од љубов Боже, Ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, Ти ми даде животно. Да ги скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си Ти за мене, Ти ми даде животно. Ке Ти служам од љубов Боже, Ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, Ти ми даде животно. Да ги скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си Ти за мене, Ти ми даде животно. Ти ми даде животно. Еве не повторно назад, почитувани гледачи, да ја проследиме и рубриката за археологијата, односно што археологијата кажува за веродостојноста на Библијата на Светото писмо. И денеска би сакал да ви пренесам, да ви прочитам некои интересни откритија, печатите на библиските личности. Како што денеска постојат печати на општини, на фирми, па и луѓе си прават печати и тоа укажува на времето во кое тие живееле и вредноста на тие печати. Така да денеска археолозите пронашле разни печати со кои ја потврдува веродостојноста на луѓето или царевите кои живееле во минатото. Личните печати се честа појава во периодот на библиските цареви. Меѓутоа, до 1977 година за нив било малку познато. Се до тогаш за овие печати не можело да се каже многу, освен дека многу од нив имале надписи и називи кои се совпаѓале со различни лица од Библијата или содржиле имења
na biblijskite carevi koji se služile su niv. Zato do togaž ne bilo možno točno da se utvrdi pripadnost na pečatot na nekoja biblijska ličnost. Na primjer, 3 različni pečati od 3 različni vremenski periodi go nosili imeto na Eremija. Možno je posljednji od krajot na 7. vek pred Hrista da mu pripagel novoj biblijski prorok. Međutim, se čini deka njegovo to ime vo toa vreme bilo mnogo rasprostraneto, pa poradi toa ne možno da se izvrši nekoj vid posigurna identifikacija. Osvim toa postoje 4 razni pečati na koji se spomnuva carevite Jerovam II, Ahaz, Osija i Ezekija, no jedinstveno kako gospodari na sopstvenicite napečatite. No po 1977. godina na Videlina izlegle 3 pečati čiji što sopstvenici so celosna sigurnost može da se smetat kako biblijske ličnosti. Ove pečati, 2 otisoka, jedan pečat najden posebno neodavno se otkrini vo jedna jerusalimska antikvarnica i očigledno im pripagele na licata što se spomnuva vo knjigata na prorokot Jeremija. Pred krajot na 7. vek pred Hrista, vjerojatno 605. godina, koga na izraelski od horizont se pojavil carot Navudonosor, spalena je tolpa papirusni svituci od Jerusalimskata carska arhiva. Po spaluvanje to stanele samo glinenite otisuci otpečatite ili bulite so koji bile zapečateni. Ognot ne gi uništil tuku, samo gi ispekol, so što gi sočuval za potomstvo to. Od ova tolpa su čuvani buli, izvršeni se ove 3 biblijski identifikaciji. Arheolozite ne može da go odredat neogjelišeto zato što ovje značajni predmeti se pronajdeni od odelni luge na mesnoto naseljenje koje očigledno ne sakre da se otkaže to toa vnosno mesto vo pouza na profesionalcite. Za sreke otisocite se pojavuvale na pazarot na antikvitetite i nabrogu ke bidat napolno proučeni i objaveni. V međuvreme, vodečki od izraelski arheolog Nehman Avigat, priznat ekspert koji se zanimava s ova dejnost, objavil uvodni studij na nekoliko najznačajniji pečati. I svega ovdje pisatelj od Drago Obradović, profesor od objavava ušte povek informaciji koga je oprašanje same te pečati i naukata, arheolozite na vistina toga potvrdile da tije pečati ukažuvat na tije biblijske ličnosti koje Biblija te gi zapišala, kako što spomnav na početak, znači imeto Jerovam ili Ezekija imalo i drugi imenja, i drugi luge su takvi imenja, međutim podocna pronajdeni se i drugi pečati, drugi dokazi deka na vistina tije im pripagijat pečati na biblijskite ličnosti. Eve, počtovani gledači, poleka dojdovme do krajot nova naša današnja utrinska programa. Pred da se odjavime, sakam da zavrašam so jedan kratok primjer, odnosno nekoliko informaciji. Najdolgijot den. Ko je za vas najdolgijot den? Kade vo Evropi ili vo svetu postoji najdolg den? Bi sakal samo na početku da pročitam tekst od Otkrovenje 22.5, kaj što veli i nog nema da ima tamo. Znači, ima najdolg den. Koliko je denot dolg? To zavisi od mestoto na živenje. Naprimjer, za Amerikanec od koji žive vo New York, denot vo proseke dolg 15 časa. Vo Kanada 16 časa, vo London 16,5, a vo Hamburg 17. Vo Stockholm denot traje 18,5 časa, a vo nekoj delovi vo Rusija 19 časa. Vo Severna Finska lugeto go gledat sonceto 22 časa, a ušte po nas sever vo Spitsburger vo Norveška celi 3 meseci je den. Sepak ostanuvat neznačitelni vo sporedba so denot opišan vo Otkrovenje 22.5. Bog ni kažova deka vo glavni od grad na novata zemlja, vo Jerusalim, denotke traje večno. Bidejki tamo nema da ima noge. Jedna nog, jedan brod bil zafaten od bura srede ezero i golemite branovi go forlale ovde ili onde. Iz utrinata
потешката борба да се задржи бродот на површината, бродот некако се нашол во мирно пристаниште. Подосна капетанот посведочил дека единственото што го држало да не потонат било светлината од пристаништето, која се пробивала низ темнината. Исто така, почитувани гледачи, и христијанинот е охрабрен во темнината, ако својот поглед секојдневно го насочува кон бисерната порта. Тогаш ќе свати дека сенките на земјата нема вечно да траат. По страшната ног, помината во гревот и неговата мок, Бог приготова вечно утро. По тешкиот престој на земјата ќе се појави славниот Божи лак во неговото присуство. Еве со ова порака, најдолгиот ден, ја завршуваме ова наша денешна утринска програма. Ви благодарам на вашето внимание, што бевте со нас. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, утре, среда, во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, бидете одговорни, чувајте се и ви посакувам убав ден. Пријетно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.